Излезот од темните векови во почетокот на 9 век ја вовлекло Македонија во нов период на динамични настани и процеси. Тоа е време кога се појавуваат исклучителни личности со потекло од Македонија, кои ставиле траен жик во културата и цивилизацијската матрица на Европа. Такви биле солунските браќа, Константин Кирил и Методи, чија мисионерска дејност во Македонија била кронисана со создавање на словенската азбука за потребите на македонските словени во 855 година. Дејноста во Македонија представувала вовед во нивната идна мисионерска, просветителска и духовна дејност, кој ќе има далекусежно влијание за Балканот и за Европа. Раѓањето на Константин и Методи се случило во услови на сложени историски состојби во кои се нашла Македонија. Непосредната опасност од јакнењето на бугарската држава во првите децении на 9 век ја навело Византија на активна политика за придобивање на словенската елита во Македонија. Тоа била политика која Византија ја практикувала уште од 7 век, со променлив успех и без траен ефект. Воведувањето на христијанството представувало клучен сегмент од таа политичко-идеолошка стратегија. Процесот попримил организирана форма во средината на 9 век. Тоа е периодот во времето на византискиот император Михаил III, кога Византија дефинитивно ја наметнала својата власт во пошироката околина на Солун. За тоа влијаело и формирањето на темата Солун во 30-тите години од 9 век, со што Византија ја утврдила својата воено-политичка надмоќ во овој стратегиски дел од Македонија. Со ширењето на христијанството, како основа на византиската идеологија, императорската елита во Константинопол настојувала да ја обезбеди контролата врз македонските склавинии, а преку тоа да ја направи одржлива својата власт во Македонија. Тоа било неопходно и поради нестабилните византиски позиции во регионот на реките Стримон и Места, откаде што доаѓала и непосредната опасност од бугарската држава. Во служба на византискиот двор, како негови мисионери, ширејќи во христијанството, Константин и Методи со својата активна дејност одиграле клучна улога во иницирањето на процесот за културна мобилизација најпрвин во Македонија, а потоа и во поширокиот простор на Централна и Источна Европа. Константин и Методи биле родом од Солун и потекнувале од угледно семејство. Константин бил роден во 827 година, додека раѓањето на Методи како постар брат најверојатно претходело во 825 година. Таткото Лав ја извршувал високата воена функција друнгар, подстратег на солунската тема, а мајката Марија била од угледно солунско семејство. Исклучителното познавање на словенскиот јазик на Константин и Методи, како и прифаќањето на нивната подоцнежна управителска и мисионерска дејност од страна на словените, упатува на нивното веројатно словенско потекло. На тоа имплицира и чистотата на Константин, која е акцентирана во пространото Кирилово житие. Со оглед на фактот што Кирил и Методи потекнувале од угледно семејство, нивното образование било возможено врз основа на стекнатиот углед кој што го има неговиот татко и мајка во Солун. И како резултат на тоа тие биле школувани во престижни училишта во Солун, што било ретка привилегија во тоа време, значи привилегија само на оние богати и влијателни семејства
воопшто во Солун и во Византиската империја. Методи со пројавените исклучителни воени способности и телесен стас рано бил забележан од византискиот двор. Фактот што Константин и Методи потекнувале од Солун, каде што во изминатиот период се одвивала активна интеракција помеѓу словените и македонците, ги правела најпогодни личности за имплементација на мисиите во Македонија. Византискиот двор не чекал многу. Веќе во средината на 40-тите години од 9 век, кога бил на 20 годишна возраст, Методиј бил поставен од византискиот двор за кнез на словените, со задача да управува словенско кнежевство. Кнежевството кое го управувал Методиј ја опфаќало територијата на североисточна Македонија, а било концентрирано во струмичко-брегалничките краишта. Политичката и воена мисија на Методиј била да се зајакнат византиските одбранбени позиции по должината на реката Стримон и Брегалница. Тој делувал во насока на мобилизација на македонските словени и нивното приклучување кон Византија, во реализација на воено-стратегиската програма за заштита на Македонија од потенцијалните офанзивни напади на бугарската држава. Методиј се соочил со разни потешкоти при 10-годишното управување со кнежеството. Тоа особено се однесувало на дисциплината и мотивацијата на мобилизираната војска. Раководен од ваквите потреби, Методиј пристапил кон преведување и составување на кодекс, познат како Закон за судење на луѓето, заснован на христијанските принципи и црковни норми. Законот бил напишан на словенски јазик, со грчки букви. Представува адаптација на византиската еклога и се вбројува меѓу првите дела на словенската литература. Комплексната дејност на Методиј изискувала и умешност во ширењето на византиската политичка идеологија, заснована на христијанството како символ на императорската власт. За пополнување на овој значаен сегмент од дејноста на Методиј, византискиот двор во почетокот на 50-тите години од 9 век во Македонија го испратил неговиот брат Константин. Со својот исклучителен талент за совладување на филозофските и филолошките науки, Константин уште на 20 годишна возраст ја завршил познатата византиска Магнаурска школа под менторство на најпознатите филозофи од тоа време – Лав Филозоф и Фотий. Константин бил во целост посветен на науката. Самиот тој велел: "За мене нема ништо поголемо од науката, преку која ќе добијам мудрост и ќе побарам прародителска чест и богатство." Високата наобразба и гениалните способности на Константин несомнено го правеле најпогодна личност за извршување на мисионерската дејност во словенското кнежевство во Македонија, во функција на надополнување на управата на неговиот брат. Поаѓајќи од овие мотиви, веќе во почетокот на 50-тите години на 9 век, Константин бил испратен од византискиот двор на мисионерска служба во Македонија. Константин својата мисионерска дејност во почетокот на 50-тите години на 9 век ја фокусирал на реката Брегалница и согласно изворните податоци се укажува дека неговата мисионерска дејност за релативно кратко време, за неколку години, резултирала со создавање на првата словенска азбука на територијата на Македонија во 855 година. Азбуката станала позната како глаголица, а била наменета за потребите на македонските словени покрај реката Брегалница. Извадокот од делото за буквите на анонимниот автор, познат под псевдонимот Црноризец Храбар, покажува дека создавањето на словенската азбука било извршено од Константин во 855 година. Ваквиот настан е регистриран и од подоцнежниот текст така наречен Солунска легенда, во кој се известува дека Константин Филозоф,
како мисионер действувал во градот Равен на реката Брегалница, каде создал 35 букви. Создавањето на азбуката било проследено со процесот на христијанизацијата кој ревносно го спроведувал Константин во Македонија. За време на брегалничката мисија, Константин во христијанската вера вовел мноштво словени, што со нагласеност се истакнува во краткото житие на Кирил. Потоа Константин отиде на Брегалница и откако најде од словенскиот народ неколку непокрстени и откако ги покрсти, ги приведе во православната вера. Им напиша книги на словенски јазик. Тие што ги преврати во христијанска вера беа 54.000. Локалитетите кај црквата Свети Никола и кружната црква на Клетовник, кај селото Крупиште во Брегалничката област, кои содржат голем број глаголски букви, археолошки ја аргументираат мисијата на Константин во Брегалничкиот регион. Таа резултирала со креирање на првиот словенски литературен јазик на почвата на Македонија. Потврда дека словенската азбука била наменета за мисиите меѓу македонските словени е неспорниот факт дека била креирана врз основа на македонскиот говор од Солун и неговата околина. Мисиите на браќата Константин и Методий не биле доволни да го спречат пробивот на бугарите во Источна Македонија. Непосредната бугарска опасност била причината Константин и Методий да ја прекинат својата дејност и да ја напуштат Македонија кон крајот на 855 година. Со дејноста во Македонија, Константин и Методий создале основа за културна мобилизација на македонските словени, внесувајќи нов суштински елемент во идентитетскиот процес. Прифаќањето на создадената словенска азбука, заснована на македонскиот говор од Солун и околината, представува индикатор дека повеќе вековниот процес на етничка и културна интеракција помеѓу домородните македонци и македонските словени бил проследен со доминација на словенскиот јазик, восприемање на христијанството и македонскиот именител како заеднички елемент на идентитетот. Сето тоа имало клучно влијание за одржување на идентитетската посебност на македонците, од аспект на бугарските походи во Македонија, кои следеле од средината на 9 век. До 865-66 година, во опсегот на бугарските освојувања најверојатно се нашли Источна, Централна и Југозападна Македонија, како и дел од Јужна Албанија. Територијата на Јужна и Југоисточна Македонија со Солун останале под власт на Византија. Во изворните податоци се нагласува дека и обата браќа во наредниот период биле ангажирани од Византија со оглед на нивното стекнато искуство од Македонија во други повеќе дипломатски мисии меѓу сарацените, односно арабјаните и меѓу хазарите, иако тие во некоја рака биле помалку успешни со оглед на тоа што самите хазари, иако биле традиционални сојузници на Византија, не го прифатиле христијанството, сметајќи дека со тоа ќе станат уште позависни од Византија. Во текот на наредните години, Константин и Методий се посветиле на усовршувањето на словенската азбука и на преведувањето книги на словенски јазик на планината Олимп во Мала Азија. Мисионерскиот капацитет на Кирил и Методий бил искористен од страна Византија и во други мисии, меѓу кои клучната мисија во Велика Моравија во 863 година. Таа мисија која што реализирале солунските браќа била инициирана всушност од кнезот на Моравија, Ростислав, кој што се обратил до византискиот император Михаил III за да му испрати одредени мисионери со цел да се воведе словенската писменост и словенскиот јазик во богослужбата. Фактот што веќе била создадена словенската азбука во Македонија ја доведува во логичен контекст и подготвеноста на Константин и Методий за релативно краток временски период од 1 година да одговорат на потребите на сложената мисија во Моравија, што покрај соодветната адаптација на словенската азбука изискувало и превод на книги на словенски јазик. Мисионерската дејност на Константин и Методий во Моравија
неминовно попримила поширока политичка димензија, бидејќи преку неа Византија претендирала да воспостави противтежа на германското и латинското влијание надвор од нејзините граници. Мисијата коинцидирала со растечкото соперништво меѓу Рим и Византија околу обезбедување на црковно влијание во Бугарија. Со тоа директно биле засегнати интересите на римското папство и германското свештенство, што разбирливо најшло на соодветна противреакција. Сепак, Византија била таа која на крајот го извела покрстувањето на кнезот Борис во средината на 60-тите години од 9-тиот век. Во такви услови, мешањето на римското папство во мисиите на Константин и Методи било водено од потребата за воспоставување сопствен духовен авторитет среде словенскиот свет. Пројавениот интерес на папите пак бил искористен од Константин и Методи за издействување на јавна изведба на света литургија на словенски јазик за време на нивниот престој во Рим во 867 година. Со тоа, словенската богослужба добила официјално признание, а словенскиот јазик бил вброен меѓу еднакви по ранг јазици. За време на престојот во Рим, дел од учениците кои ги придружувале браќата се стекнале со свештенички чин од папата Адријан II, и тоа сосема известно по препорака на нивните учители. Меѓу нив веројатно бил и Климент, како еден од првите нивни придружувачи и најистакнати ученици. Меѓутоа, наскоро Константин заболел. Од пространото житие на Кирил. Го спопаднаа многу маки и тој се разболел. И боледувајќи така долго време, веднаш виде Божјо видение и почна да пее. Од оние кои ми кажаа да одам во домот Господов, се развесели мојот дух и ми се израдува срцето. Наредниот ден, тој го прими светиот монашки израз и откако прими светлина преку светлина, се именува со името Кирил. И во тој чин помина 50 дена. Кога дојде времето да прими покој и да се пресели во вечните живеалишта, тој ги воздигна рацете кон Бога и со солзи изведе молитва. И откако ги бакна сите со својот интегритет, кажа: благословен е Бог, кој што не предаде за плячка во забите на нашите невидливи непријатели, но ги раскина нивните стапици и не избави од нивниот гибел. И така почина со Господа. На 42 години, на 14-тиот ден од месец февруари, Индикт II, во 6377 година од создавањето на светот. Константин Кирил бил погребан во црквата Свети Климент во Рим со највисоки почести, кои им биле давани на папите. По смртта на Кирил во февруари 869 година, во наследство на Методий останало да се продолжи заедничкото се словенско дело. Самиот Кирил непосредно пред смртта му оставил во аманет на Методий да ја продолжи благородната просветителска дејност. Во почетокот на 70-тите години на 9-тиот век, Методий бил именуван за папски легат и архиепископ на Панонија. На овој начин, Римската црква претендирала да воспостави црковна контрола на поширока територија, што ја засегало јурисдикцијата на тогашната архиепископија на Салзбург. Во папските писма до кнезовите Ростислав, Светопол и Коцел, пренесени од Методиевото житие, се истакнува: ние решивме да го испратиме во вашите земји Методий, нашиот син, да ве подучува тоа што вие ќе посакате и да ви ги појаснува на вашиот јазик книгите на целиот црковен ред во целост, заедно со светата миса, односно литургија, и со крштевањето. Нека тоа биде благословено од Бога, од нас и од целата Вселенска и апостолска црква, за да свикнете добро со Божите заповеди. Нашиот брат Методий е свет и правоверен и врши апостолско дело,
Во негови раце се дадени од Бога и од апостолскиот престол сите словенски земји. И кој го проколне, да биде проколнат, а кој го благослови, да биде благословен. Сепак претензиите на римското папство довеле до тоа Методиевата дејност да биде проследена со силни обструкции од страна на германските свештеници. Преземањето на иницијативата од страна на папството и свртувањето едноставно на мисијата на Кирил и Методи во нивна полза нормално резултирало со протиреакција овој пат од Византија, која што успеала да издействува на црковниот собор во Константинопол во 870 година Бугарија да добие ранг на архиепископија, која што била под директно покровителство всушност на Константинополската патријаршија и со тоа биле осуетени обидите на Римската црква да обезбеди директно влијание во црковните работи во Бугарија со нивното инволвирање во стекнувањето на статусот на Бугарската црква. Независно од силните обструкции, кои во одреден период кулминирали со негово затворање, Методи продолжил пожртвувано да работи на развојот на црковниот систем и на воведување на словенската богослужба во Панонија и Моравија. Смртта го затекнала во Моравија во 885 година. На Цветница, кога беа собрани сите луѓе, тој влезе во црквата и, макар изнемоштен, изрече благослов за императорот, за кнезот, за духовниците и за целиот народ и кажа: чувајте ме, деца, до третиот ден. Тоа и се случи. На третиот ден, на разденување, тој рече: во твоите раце, Господи, го предавам својот дух. И почина во рацете на свештениците во 6-тиот ден на месец април, индикт 3, во 6393 година од создавањето на целиот свет. Учениците го поставија во ковчег, му оддадоа со одветни почести, ослужувајќи погребна служба на латински, грчки и словенски, и го поставија во соборната црква. И тој се присоедини кај своите отци и кон патриарсите, пророците, апостолите и мачениците. Во неговото житие се нагласува високите почести кои што му ги дале неговите ученици и следбеници по неговата смрт. За местото каде што е погребан нема изворни податоци, освен тоа дека е погребан во Моравија и останува археолошките наоди да го лоцираат неговото вечно живеариште. Размерот на Кирило-методиевската мисија, која резултирала со поширока афирмација на словенскиот јазик во Европа, не се совпаѓал со првично утврдените политичко-дипломатски цели на Византија. Директното инволвирање на римското папство во дејноста на светите браќа и превземањето на иницијативата преку назначувањето на Методи за архиепископ во Панонија значило целосен мисионерски пораз за Византија. Во таа смисла, не зачудува што современите византиски извори апсолутно ништо не говорат за мисиите на Кирил и Методи. Единствено кон крајот на 11-тиот и почетокот на 12-тиот век, охридските архиепископи, Теофилакт Охридски, а неполно столетие подоцна и Димитрий Хоматијан сметале за потребно преку житијата на Свети Климент да ги истакнат и кирило-методиевските традиции, прилагодувајќи ги оригиналните изворни словенски житија за светите браќа. Охридските архиепископи, почнувајќи од крајот на 11-тиот век, преку поврзувањето на Свети Климент со Свети Кирил и Методи, како своевидни византиски мисионерски експоненти, настојувале да конституираат представа за доминацијата на византиската идеологија. Тоа го правеле независно од фактот што во 9-тиот век делувањето на овие просветители во повеќе аспекти не се совпаѓало со византиската политика. Во секој случај, Теофилакт Охридски со пиетет пишувал за светите Кирил и Методи.
Вие сакате да дознаете кои се тие отци? Методий, кој ја украсил Панонската диоцеза, станувајќи архиепископ на Моравија, и Кирил, кој бил голем во знаењето на небесната филозофија, и дури уште поголем во неговото знаење на христијанската мудрост, и ја познавал природата на сите работи што реално постоеле, и станале силни во учителското слово, а силата на таквата мудрост привлекла мноштво. Мисиите на Кирил и Методи создале основа за креирање на посебна политичка култура на словенската елита, што не било византиска намера. Тоа непосредно дошло до израз во Македонија, каде што Кирило-методиевското наследство се инкорпорирало во дејноста на нивните врвни ученици Климент и Наум, кои во текот на последните децении од 9-тиот и првите 2 децении од 10-тиот век развиле опсежна духовна и културно-просветителска дејност во родната македонска земја. Самиот автор на Методиевото житие, кој бил негов верен ученик и доследен следбеник, на крајот ќе му порача на својот голем учител Методий: а ти, света и причеста главо, со молитвите своји од височините, погледнувај милозливо кон нас, кои што копнееме по тебе. Избави не нас, твоите ученици, од секаква напаст. Распространувај го учењето и прогонувај ги ересите, та и ние, кои преживуваме тука достојни за своето звање, да застанеме заедно со тебе, како твое стадо од десната страна на нашиот Христос Бог, примајќи од Него вечен живот. Нему му припаѓа слава и чест во веки веков. Амин. Од простреното житие на Методий. Учениците на свети Кирил и Методий, првенствено Климент Охридски и Наум Охридски, доследно ќе го проложат и развиваат Кирило-методиевското просветителско и духовно дело во Македонија, со својата опсежна просветителска и црковна дејност, која кулминирала со создавањето на Охридската книжевна школа. Климент ќе внесе нова, квалитативна димензија во процесот на заокружувањето на заедничкото идентитетско поврзување на македонските Словени и домородните македонци. Овој процес ќе се здобие со тенденции за независна политичка, религиска и културна репрезентација во рамките на Македонија, која како обединувачки, етнички и географски именител ќе биде заокружена со формирањето на средновековната држава во средината на 10-тиот век.